со Кока-кола се чистело WC школка и тоа многу успешно. Абе, само во место човеков, не друго, сега пак е дужен да искочи по ова телевизија. Чек, ќе го слушнеме, например, следново. Абе, ја знаете што сум за вас? Знаете што? Јас сум до место за вас. Мистер Мускулово. Да. Смете се. На крај ја ќе се смеам. Озбилен сум. Не е ова за ебанција. Не. Сега јас ќе го испитам твојот анус и ќе ги проверам цревата, ќе ти направам колоноскопија. Викам, ќе ми направиш шо? Каква колона у газот ќе ми направиш, докторе? Немој да се плашиш воопшто, нема да те боли. И само што кажа така, луѓе кои извади едно апаратче со намотана сајла на него цирка 15 метара. А на врвот на сајлата имаше едно окце. Хајде сега, момче младо, ти легни тука бочно, а јас благо и нежно со сондава ќе навлезам во твојот анус и ќе ги проверам цревата. А јас сето тоа додека го работам, ти ќе можеш тоа да го гледаш на ова екранче овде. Само немој да се плашиш ако сликата се зацрни, тоа значи дека сме налетале на некоја тулумба, да не кажам говно. Нели се работи за анален отвор, само релаксирано. И ја, пошто логиката ми е појака страна, одма ја врзуем работава и викам, докторов сака да ми ја уштека оваа кабелскава у гзов и да гледа директен пренос на ова екранче во горе. Значи, отиде невиноста на стари години и тоа у директен пренос ко на Олимписки игри. Прво падна крв, после дефлорација и на крајот гзот ќе ти влезе у промет. Само шо ако ми се уарни? Добро, викам, ако се мора, здравје е у питање. И ја легнуем бочно, он ми ја мести сондата позади и само онака жбрц. Не дишам. Он уше толку жбрц. Еј, докторе, бе. Па ова е било супер, бе, ич не болело, бе. Песна. Уше да запеам и Евровизија да врши директен пренос од аналите. И таман мислев ќе поминам со лесно леле која почна да шета со тоа змијата по цревата. Абе, луѓе, која ме обли една студена пот. Викам, чекај бе да станам од креветов да заминам, али тогаш ми текна дека у гзов имам инсталирано 3 Max и дека покрај слика и тон можам и да сурфам по тоа кабелот. Неговиот народ у Пакистан, не само што е најбогатиот и најпаметниот, него они се толку среќни, меѓутоа и дужни на овој мистер Мано Негро, бидејќи он се заложил за нив многу, а исто така со уште 2-3 црнци у владата горе што се заложувале, значи да видиме кои се тие. Едниот од нив е, фала Богу, министер без ресор, па си го немаме видено 6 месеца, се води као политичко зема на влада, а другиот е директор на за гасење на цигари. У последново лето 2-3 до 4 нешто учинокот му е слаб, не може за тоа гаснењето нешто послабо има, па ми отиде пола Пакистан. Ама нашиот народ сепак е среќен. Многу е среќен и задоволен, неговиот осмех не може од уста да го симне. Па да дојде ова што се овие од Европа горе да видат што е тоа убајна, како овие наши овде представници на малцинства го тераат нашиот народ едноставно да блика, да сјае со среќа. Да. А сега да може, ја еве предлагам да погледнеме исто така еден пресреќен гласач
кој е припадник на Кока-Кола, мистер Мускуло? Поđu. Од каде све го наоѓате ова старо железо? Од Струга, од селото. А сите села. А луѓе да си земат џубрината. Чекај, уште еднашка, убавичка. Ајде, размисли малце, што да кажеш и... Од каде све го собирате ова старо железо? По Струга, по село, сите градови. Сите села. Луѓе да џубрина си земат џубрината. Дали е сплатлива ова работа? Платено е. Колку да сега има собрано старо железо? Малку поче. Колку тоа? 10 тона. Дали луѓето ви прават проблеми при собирањето на железото или се задоволни што им го чистите џубрето? А џубрето си симе, ти е далеч. Дали им наплаќате или па? Од каде се го набавувате ова старо железо? Од Струга. Од селата. Од сите села. Олуѓето. Размислиш што ќе кажеш, што да кажеш и ќе кажеш. Ајде, почне. Од каде се го набавувате ова старо железо? Од Струга. Од сите градови, пријателе. Олуѓе. Дали ви прават проблеми самите луѓе при собирањето на старо железо или пак они се задоволни од тоа што им го собирате ѓубрето? Ѓубрето собираме тие, даве. Исплатлива ли оваа работа? Платена е! Колку ѓубре собравте денеска? Поеќе. Колку поеќе? 10 тона. Дали им наплаќате за услугата што ја вршите ли? Не. Добро, што се смееш, мада што се смееш. А сега предлагам да видиме каква е структурата образовна на неговото малцинство, заблагодарувајќи му се повторно на неговите заложби и труд. Значи, со второ оделение имаме неколку магистри, неколку трето оделение, лал да име, тие веднаш ги ставаме за градоначалници, затоа и толку малку до душа си ги имаме. А со четврто оделение ми кажуваат дека веднаш испраќа чартер лет од тука до Швицарска, право успех, што го стават за нешто за истражување на овој, како го вика, Хигсовиот бозон. Многу е, нели, научно и сепак. А сега би предложил исто така да погледнеме една една ѓурачка вежба, каде еден од припадниците што се регрути во меѓувреме му заборавувал да дише. Од другата страна и свирнав, дојде тука, го гледале и дојделе полиција, нешто ги го земале. Да, у вода у средина тука. Беше и никој не влезе, после дојда полиција, подморници, ја да го вадиле човек. Почна вади.
Dobro večer, počutovani dami i gospode, kada i da ste, se nadam da ste vašite topli domovi. Posle dolg vremenski period se sretavate zajedno sa mojete lik, telo, remek, telo, Boki 13, stand-up kolumna BB13, pa jaske se potrudam da budem mnogo direktan vo ono što imam da vi go soopštam, prvi to što od dosadni političari, ušte pa dosadni intelektualci, dojdoste na to beređe na koje što ste. Mojata večerašnja tema je seljaci. Pa сега ќе се запрашате зошто токму јас зборувам за селјаци и веднаш ќе почнете да фрлате со дрва и камења по мене, поради тоа што вие сте навикнати на тоа, вие сакате да го каменувате моето име, дури имате желба тоа и физички да направите, али немате можност. Што е тоа селјак? Е првото прашање на кое што треба вечерва да разговараме. Многу мислители се потрудиле да објаснат што е селјак, но никој не го дал вистинскиот одговор, поради тоа што они се само едни обични сератори во празно. А јас, она што ќе го направам вечерва, ќе се потрудам да ви дадам вистински одговор на прашањето што е тоа селјак. Кога кажам селјак, не мислам јас на буквално селјак кој што се родил на село. Немам ништо против него. Селјак, жаргонски кажано, е некој кој што се родил било каде, може да се роди на Бел двор, може да се роди у Скопје, у центар, може да се роди у Белград на Кнез Михајлова, али селјак се раѓа. Неговите основни карактеристики, односно селјачките основни карактеристики се примитивност, анималност и кој ќе каже за некој селјак од душа. Така да, со најпрости зборови кажано тоа е селјак. Јас, како секој досаден политичар, имам дека подседник, па да се подсетам преди тоа што ипак сум јас плавуш и не можам се да сапам. Да, вели дека може би е стварно грешка што жаргонски, кога сакаме некого да навредиме и кога споменуваме некого во негативна конотација, викаме селјак еден. Може би е погрешно. И на самиот старт сакам да се оградам во ова моје јавно обраќање. Драги мој честен и поштен селанецу, респект за тебе. Јас вечера се бавам со селјак, односно селјаци. Па да почнеме. Кои се главните карактеристики на денешните селјаци? Односно, рецимо, доколку некој не зна и прв пат излегува во град и сака да биде запознаен со тоа како се препознава и како се манифестира селјак. Тешко прашање, но има многу примери поврзани со ова прашање. Рецимо, јас сум скопско дете. Не го кажувам ова поради тоа што сакам да се курчам, него тоа е вистина. Јас потекнувам од стара скопска фамилија. Шетам јас из мојот роден, напатен и тажен град Скопје, за жал, и во еден момент поминува едно брзо ауто, бесно ауто со некакви, немам појма, како се викаат тие на тркалата, светат, златно, жуто, сребрено, сите бои. Поминуваат нормално, од турбофолк, гласно се слуша, и застануваат токму пред мене, а јас така фино, симпатично, нормално, малку по малку, арогантно, као секоја права дива, застанувам да купам цигари, шетајки по мојот град, со мојата права Шанел ташна, и што да видам, од тоа ауто излегуваат два набилдени идиоти, и по два набилдени идиоти мора да идат уште две мали девојчиња со тенденција да станат професионални курвичиња. И што се случува? Кога ќе видиш такви, мора да имаат милион тетоважи. Обично на таквите тетоважи има по некаков верски символ. Дали е тоа крст, дали е Дева Марија, дали е Богородица, само се уште што не го ставиле Исус на она интимно место, поради тоа што веројатно такви бидат многу близко до Бога. И кога ќе видите, значи, такви набилдани фраери со две мали девојчиња со прекратки сукњичиња, со тенденција да станат професионални курвичиња, тоа ви е првиот знак дека станува збор за новопечени селјаци. Значи, кога кажам новопечени, тоа значи дека имаат стекнато некакви финансии, под сомнителни околности, иако јас сум прогласен за number one криминалец во Република Македонија, но, ајде, мене
mi je dozvoljeno sve, pa tako da nema da se bavim sa sebe, iako mnogo je pointeresan da izboram za sebe, ne da izboram za seljaci. Ali koga već ne odbrala temata, moram i da je završim. Znači, karakteristike za всеки seljak su dobra kola, obavezno je за темните црни стакла, се трипува да се дека се криминалци, па само отварат малко прозор, за да може само цепката да провери. Obavezno žvakaat mastiki sa otvorena usta, mislim дека тоа е ин. Гледаат на реклами Орбит, mislim дека така треба. Гласна музика, тоа Цеца, Сека, Алекс и Жина, тоа обавезно иде, по дефолт. Мислам, Благица Полска не знам дали ја пуштаат. Маш селјак обавезно им е стетовирани, kao што реков пред малку, верски символи на себе, поради тоа што секој маш селјак има тенденција да стане криминалец. Поради тоа што не може да биде криминалец, онда е полукриминалец, или популарно е сега сите селјаци да шмркаат кокаин. Поради тоа што веројатно кога ќе дојдат до првите пари, слушнале дека некаде е интересно да бидат ин и да бидат кол со дрога и така да секоја втора будала во Скопје е надрогирана и оние кои што мисле дека не се надрогирани, се надрогирани. Многу спортисти се дрогираат, само ќутат. Тоа нека кажам нека следна прилика. За жена селјак мора да има најкусо халинче кое што постои, тоа се вика народно кажам допичњак. Значи мора да има такво фустанче за да биде она кул. Мора да има жуто, зелени, не појма какви штикли, за да мисли дека е исто кул. Жена селјак во денешно време има тенденција да стане пејачка, да стане водителка, да биде популарна звезда на ТВ. А оние кои што не сакаат да се бават со јавна работа, се селјанки жени, онда имаат тенденција да станат или спонзоруши, или модерно кажем старлети. Па сега, ако се препознавате во ова, се што кажете, ја се извинувам, али такви сте, не ве направих, ја ве направиле по дома. Како да убијам селјак? Онда не треба, онда 80% од Македонија не треба да има, ако во буквално смисла, во поим како да ги убиеш, онда само да ги игнорираш. Селјаците највеќе ги боли кога ги игнорираш, кога не постојат за тебе. Поради тоа што стварно не постојат. Постојат чим се бавам со ова, али мора некој со нив да